Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа Република Македонија, службен вестник на РМ број 5/02, член 15 од статутот на општина Росман и член 58 став 1 од деловникот за работа на Советот на општина Росман, службен гласник на општина Росман број 7/06, донесено решение за свикување на 14-та седница на Советот на општина Росман. За работа на оваа седница, согласно присигнатите материјали од овластените предлагачи, а врз основа на член 6 деловникот на Советот на општина Росман, го предлагам следниот дневен ред. Пред да го прочитам дневниот ред, би ве замолил да ги изгласаме записниците од минатите 12-та седница и 13-та седница. Значи, еден по еден. Значи, прво ќе го ставам 12-та седница на гласање. Со исправка на записник што беше побаран. Кој е за овој записник? 7. Значи, тој записник е усвоен. 2, 3, 4, 5, 6, 4, 6, 7, Игор? 8. 8 за. Го ставам на усвојување записникот од 13-та седница на Советот на општина Росман, исто со сите забелешки што беа ставени во него. Кој е за? Чекай малце, ајде дека збрка се јавите се. Ајде дека разбереме во не се. Чекай малце. Ајде. За 13-та. 13, 12 го усвоиме. Сега гласаме, да, 13. Добро, Дискутираме. Ајде да дискутираме 13. Кој има збор за 13-тиот? Кој, Павле? Павле, Павле. Благодарам, председателе, почитувани колеги советници, почитувани медиуми, почитувани присутни. На минатата седница, значи сега го усвоиме записникот и претходно го усвоиме, мада што не одговори, еве ги бегат, гледам раководителот го нема тука и градоначалникот ги нема да одговорат на прашањата, зошто бегат, од што се плашат, не знам. Значи тогаш му ги побараме фактури колку нафта е истрошена на општината за општина Росман, да ги достави, нити се доставени и еве се кријат, ги нема, дали не знам раководителот каде ишове. И тука би побарал, исто повторно би побарал пауза и барам да ми се доставе копија од ребалансот на буџетот како испратен во финансии. Дали е испратен со нашите забелешки што ги имаме тука или испратен како што беше доставен, сакам тоа да го провериме. Благодарам. Hvala, Pavle Ivанча. Почитувани медиуми, почитувани советници, почитувани директори и раководители на сектори, почитувани колеги советници, советничката група на ВМРО-ДПМНЕ од минатиот совет па и натаму, како ќе изминува времето, ќе биде порелигиозен и малку подетално и подлабински, посуштински ќе ги гледаме работите на градоначалникот и институциите. Жал ми е што исто така градоначалникот на оваа битна седница не е присутен, но овие прашања доколку денес не бидат одговорени, мислам дека седницата нема зошто да ја држиме. Така да доколку и во иднина се продолжи со неажурност на институцијата општина Росман, ние ќе бидеме уште подрски на оваа говорница и ќе бараме отчет за сето она што е сработено. На минатата седница, јас како советник Јованче Јошев поставив неколку прашања и се влезени во записникот. На жалост, на ниту едно прашање немам добиено одговор, а немам ни подготвено одговори на моите прашања. И така да,
Мислам дека што е причината за нашиот поредорозен однос кон институцијата, затоа што гледаме една голема пасивност на институцијата. Уште еднаш ќе ги прочитам на оваа говорница, јас што сум побарал на минатиот совет и зошто ми немаат одговорено. Неопходност од навремено и редовно доставување на квартален извештај во иднина. Значи, ние сме веќе 9 месец, завршеток на 9 месец, ни се уште немаме разгледано квартален извештај. Во превод за граѓаните на општина Росуман, што значи тоа? Значи извештај, отчет, како се трошени финансиите на општина Росуман по дадени ставки. Жалосно, наидовме на критики од граѓаните, зошто ние на дневен ред имаме ребаланс на буџет, а се уште немаме разгледано квартален извештај. Како ние да гласаме ребаланс на буџет, каде што во тој ребаланс на буџет опфатени и низа вработување на искусни интелектуалци, млади интелектуалци, ни настават во опсај ситуација. Затоа барам уште еднаш Анастасија да влезе во записник. Зошто не разгледуваме квартални извештаи? Каде се? Запрека, каде се? Што е причината? Да се обезбеди приказ на фактури, на расход за репрезентации. Кои се подписници на истите фактури? На кој конто одат? Кои советници подпишуваат? Колку подпишат градоначалникот? Кој советник? Кој граѓани на општина Росман во функција на градоначалник и на председател на совет подпишува сметки по кафаните и по угостителските објекти? Значи, уште еднаш, Анастасија запиши, барам детален приказ на сите фактури, заедно со фактурата, прикачено и испратница со свој рачен подпис. Кој ја подпишал таа сметка? За да знаеме ние дали сме домачини или не сме домачини. Не може ова тука агонија да трае до недоглед. Агонијата ќе прекине за многу кратко. Значи ние, уште еднаш повторно, колегите советници од ВМРО ДПМН и коалицијата, значи ќе му дишиме у вратот на секој. Уште едно допрашање, барање до директорот на јавното комунално предпријатие, комуналец. Барав да биде присутен, го нема. Да даде отчет. Затоа што возилото, повеќе наменското возило, багер, скип, како да го кажам, се уште нема доставено извештај колку работни часови работело, колку нафта потрошило и зашто ги потрошило. Не може јас да одам да возам велосипед сабота недела и да го гледам истото возило да оде по дадени ниви и дадени грамушки таму да копа, а знам дека не е во функција на општината и на комуналното предпријатие. Значи, треба да се стави ред. Ред ќе се поставя, како се ставя ред? Со правила и со домачинско работење. И со домачински насоки. Превременото вработување на возачот на истото возило, да се направи трансфер во јавното комунално предпријатие. Тоа требаше исто градоначалникот заедно со директорот на комуналното предпријатие да го реализираат, за да не биде во пакет за оние времени вработувања и каде што повторно нас ќе не стават во офсај ситуација и ставката договорени услуги и други тековни расходи и други договорени услуги, тоа е наш недостаток, затоа што кога го креираме буџетот, конкретно сега за следната година, јас ќе се залагам да нема и други договорени услуги и други тековни расходи. Затоа што сите нејасни финансирања одат во тие ставки.
И уште едно прашање за градоначалникот, информации за гробните места. Не може да ги игнорираш прашањата на советниците кои се водил кон оваа општина. Значи, градоначалникот мора да свати дека без работа на советниците и одговори, и прецизни и домачински одговори, не може да оде оваа општина напред. Толку. Иван Гршев. Некој друг, може лепо. Влад. Како сакаш, Макевичи? На минатата седница поставив 4 прашања. Изграда на улица во село Трстеник. Не ми беше одговорено ништо. Одржавање на полски патишта. Не беше прашањето одржавање на полски патишта, одржавање на локални улици и патишта. Да се поправи тоа. Ознака на службени возила. Зошто не се означени возилото на комуналец и на општина Росма, се уште, од мај месец. И не ми е одговорено за асфалтната база. Што е преземено? Да ми одговори. Ја вака сега ќе се извинам, градоначалникот ми се јави пред седницата, рече дека бил во Скопје, ќе се забаве, ако стигне на време ќе се приклучи на седницата, ако не, овој записник, како што е сега со овие прашања што ги поставите, ќе го, мислам за да одговорат, ќе го оставиме неизгласан за наредната седница, да одговори градоначалникот писмено на овие прашања. Не може да достават од буџет како испратено Скопје сега. Сега не може. Кој ќе може ли Радмил да се направи копија? Јас имам копија, јас чекам одобрение. Значи, благодарам за информацијата за градоначалникот. Еве, од оваа говорилица, сега да не ги држиме во заложништво граѓаните на општина Росуман, ним ќе продолжиме седниците натаму. Но, еве, кажувам од тука, доколку следниот совет не ни се одговорат прашањата, ни не ја почињеме седницата. Нема да има кворум, ќе ја напуштиме седницата. Джабе ќе ја закажуиш, ќе ја напуштиме седницата. Значи, додека не се постапи малку ригорозно, луѓето тука нема да се сватат општините сериозно работата да се сватат. Значи, бараме информација, а тие информации нас не ги поставуваат граѓаните. Ние не ги измислуваме. Гледат дека нешто има и си поставуваат луѓето прашања. Нема ништо тука да. За буџетот може да го видиме за колегата Павле што го постави прашањето, да видиме како е испратен буџетот на општина. Ребалансот на буџетот. Извинувам, Иванче, значи архивски број да има. Архивски број, како е пратено со архивски број? Не Пауза. Значи, дневниот ред, пред да го прочитам дневниот ред, дали некој сака да дополни дневниот ред или нешто да додаде? Нема никој. Дневен ред. Точка 1. Предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Росман и општина Кавадарци. Точка 2. Предлог решение за годишен план за вработување во јавната општинска установа детска градинка Праскачка во Росома. Точка 3. Предлог решение за годишен извештај за работа за воспитно образовна 2021-2022 година во јавната општинска установа детска градинка Праскачка Росома. Точка 4 ќе ја остраниме за наредниот совет. Иначе не, ме мислам дека освоиме. Ама мора да се снима. Добро. Ако не се согласни да се снима. Значи точка, да почитам прво дневниот ред, после да ставим тргнем тоа што е точка од дневниот ред. Предлог Предлог да те пречиш таа точка да ставиш на друг совет. Предлог понуда за соработка од Црвен крст Кавадарци, општинска организација Кавадарци. Значи оваа точка ја ставам на гласање да ја повлечеме за денешната седница, за некоја наредна седница, за да може финансски да одговориме на оваа точка. Вичите ги сите и после точка по точка по точка. Дневен ред без четврта точка и ќе го гласаме. Добро. Предлог за дополнување на програма за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација во општина Росман за 2022 година врз основа на поднесени инициативи од физички и правни лица и барање за финансиска помош поднесена од Донка Ѓелова од Камено. Значи, овој дневен ред го ставам на усвојање без точката 4
ја публикуваме за некоја наредна седница. Кој е за вака предложение од дневен ред? 8 за. Одиме тогаш точка по точка. Предлог програма за воспитување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Росман и општина Кавадарци. Дали некој има нешто за оваа точка да даде? Не, ја ставам на усвојување. Кој е за? 8 за. Точка 2. Предлог решение за годишен план за вработување во јавната општинска установа градинка, детска градинка Прачка Росман за 2023 година. Дали некој има повели, директоре? Почитувани советници, медиуми, општинска администрација и граѓани на општина Росман. Јас како раководител на јавната општинска установа детска градинка Праскичка имам законска обврска во законски зададениот рок да изготвам годишен план за вработување. Годишниот план кој што го изработувам го давам на усвојување во законски предвидениот рок на го доставувам до управниот одбор на ЈОДГ Праскичка, до Министерството за труд и социјална политика, до Министерството за информатичко општество и администрација. После усвојувањето на годишниот план за вработување од управниот одбор на ЈОДГ Праскичка, истиот го доставувам до Советот на општина Росман. Во овој годишен план ЈОДГ Праскичка има предвидено вработување на еден хаусмајстор и еден секретар, тоест правник во детска градинка Праскичка. Доколку има некој нешто да праша, во меѓувреме добив известување за како што добив решение за усвојување на годишниот план за вработување од управниот одбор на општина на детска градинка Праскичка, добив известување за согласност, добив согласност и од Министерството за труд и социјална политика, кој ви е доставил. Доколку има некои прашања, недоразбирања, може слободно да праша, че одговорам на времето. Благодарам. Почитувана директорке Цвета, ви благодарам на излагањето и на обяснувањето. Имам некоја нејаснотија и сакам да прашам. Ни доставивте сега 15 минути ова од одобрување од Министерството за труд и социјала, од министерката Јованка Тенчевска, каде што таа вика врете, можете пребите двајца вработени, и таа ви го доставила на 9.8.2022 година. Колку што го познавам правото, и малку сега ми е нејасно, од Законот за изменување и дополнување на вработените во јавниот сектор, каде што член 20б е јасен, и сега јас сум во дилема дали треба ова да го гласаме или да не го гласаме. Функционерот кој раководи со институцијата е должен најдоцна до 1 септември во текомната година да изготви предлог план кој заедно со предлогот на буџетското барање го доставува на согласност до органот надлежен за буџетот на институцијата. Јас еден совет до вас или да се консултирате со правниот сектор, дали овој годишен план за вработување ви е согласно со законот или е надвор законот. Толку. До 1 септември законски треба да се поднесе годишен план. Значи, директорката, јас не ги кривам пофалните зборови, што си ги запазила процедурите. Пофални зборови и сакам да во дадени институции да има такви менаџери или раководители.
да си ги запазуваат своите процедури и своите законски обврски и токму заради тоа јас земав збор, директорке. Јас не ве нападнав вас лично, туку јас само кажав дека сум во дилема, нешто не е во ред. Заради тоа сум научен да работам по некои правила и прописи и закони. Значи сега законот се косе. Чиј е пропустот што до 1 септември не е поминат годишниот план за вработување, тоа не е ваша вина. Еве сега, правникот Анастасија ни кажува дека директорот и раководителот си ги запазил сите своји законски регулативи таму. Сега, и токму заради тоа, ние од минатата седница па натаму ќе действуваме вака, по закон, по правила и по прописи. Не по паушални и напамет работење. Така да, мислам дека владее некоја агонија, неработење, пасивност и затоа ние малку ќе бидеме поажурни. Ние советниците од ВМРО и нашата коалиција. Така да, сега не знам дали ќе помине овој годишен план за вработување иако го пратите во Министерството, заради тоа што ние го разгледуваме на 23 септември. Може би тие план за вработување да бил на 23 август, сега ќе беше окей. Тоа сакам да го кажам на оваа говорница. Јас не ве напаѓам вас. Окей. Ви благодарам за излагањето ваше и благодарам на Анастасија. Сега председател е одговорна след това. Значи, одговор. Може, нека си изясни председател, то што не е доставил на време. За приходната седмица. Значи, почитувани советници и останати присутни, јас како што реков и пак ќе се повторам, јас мојата законска обврска си ја обавив, се годишниот план на сите места каде што е потребно најпрво е изготвен и доставен, понатаму како ќе одговорат и како ќе изгласаат советниците, тоа е. И само да кажам, да потенцирам дека верувајте, јас како раководител на институцијата, дека повеќе од потребно ми е вработување, верувајте дека немам ниту кој да ми ја одржава градината, дворното место, не се срамам да кажам дека многу често јас тоа го обавувам. Немам кој една обична сијалица да ми прегоре, дека нема кој да смене, дека треба да се потрудам јас. Така да во канцеларија јас сум сама, немам апсолутно никој кој да ми помогне околу административните работи, дали правни или било какви. Толку од мене, ви благодарам на внимателното изслушување и понатаму одлучите вие. Само да се надоврзам дека имаме и доградба, која се надевам дека ако не повеќе до пролет ќе биде ставена во функција и дека повеќе од потребно ќе ни бидат потребни овие лица. Што не значи дека, например, ние ако го изгласаме, дека ќе добиеме согласност од Министерството за труд и социјална политика. Ви благодарам. Благодарам, председателе. Со оглед дека има некои забелешки, директорката може да била во право, може да не била, значи кај нас ако негде лежеле у некоја архива документи, ние не сме виновни што кај нас не се доставени на време. Така да јас за воа би гласал воздржано, а доколку ви требат некој човек за таква работа, јас ви стоам на располагање, без пари ќе дојдам, ќе ви набравам дали сијалица да ви сменам, дали врата, дали џам, дали жое од мене. Благодарам. Благодарам на советникот. Почитувани членови на Совет, почитувана раководител на ЈОГД Праскичка, вработени во општинска администрација, почитувани медиуми, граѓани на општина Росуман. Врз основа на барањето од страна на ЈОГД Праскичка за одобрување на годишниот план за вработување, јас само ќе потенцирам дека директорката го спазила временскиот рок. Не значи дека ние требало до 1 септември да го изгласаме овој план.
до 1 септември треба таа да го достави планот до Советот на општина Росуман. Значи, незината процедура е спазена. Не значи дека ако ние сега го изгласаме на оваа седница, овој план за вработување и дека ќе направиме некое кривично дело или нешто против законот. Затоа сметам дека треба да го изгласаме овој план за вработување и како што кажа и таа самата, дека ја гледам како коси низ дворот, сама ги извршува правните работи, таа е и сметководител, и правник, и директор, и хигиеничар, и воспитувач, и неговател. Затоа јас ќе бидам ќе го поддржам барањето од страна на ЈОГД Праскичка и ве молам истото да го направите и вие, сите да размислиме со трезвени глави, да не политизираме на штета на децата, со оглед на тоа дека капацитетот се проширува, станува се поголем и поголем и те како е значајно овие две работни места да бидат прво да бидат поминати од наша страна, а потоа дали ќе бидат одобрени или дали ќе се реализираат, тоа е отом потом. Ви благодарам. Една реплика на колешката Анета. Значи, кога станав да давам сугестија или забелешки некои, или мој видување на овој план за вработување, се обидов да не спомнувам политика, избор политика. Нажалост, колешки, вие употребувате нешто политика, зборот го употребувате политика. Јас нема да се навраќам наназад, кој употреби најпрва политика во градинката и осветољубие, тоа вие добро го знаете, а ние во оваа сала секој советник си има право да го искаже својот глас. А граѓаните се тие што ќе одлучат дали се во право или не се во право на следните избори. Така да ве молам, како ќе истапувате на оваа говорница, да не го употребувате зборот политика. Оти јас кога испратив на говорница нема политика кај ме. Јас само дадов забелешки и видување на работата. Ние не сме заведени од политиката, ние сме заведени од нешто не е јасно. Не сме правници по професија, јас сум техничко лице и сега нешто не е враќ. Дали го запазила директората? Го запазила, окей, го запазила. Зошто не е ставено до 1 септември? Дилема е. Сега сме 23 септември. Моето изложување беше само за тоа. И заради тоа што мене сега во моментот не ми е јасно, и јас ќе гласам воздржан. Благодарам, Мишев. Значи, прво, да го објаснам дека директорот дори не се да се оваа дека одобрено да се вработат луѓе во градинката, никој не го знаеме. Тоа е мала грешка, а тоа што дали е ставено или не е ставено, денеска е ставено. Ќе оставиме на гласање, ќе изгласаме како кој го мисле. Ако помине, ако не за некоја наредна седмица, па ќе се договори, ќе помине. Дали некој друг има збор за оваа точка? Нема никој. Оставам на точка 2. Предлог решение за годишен план за вработување на јавна општинска установа Градинка Праскичка Росуман 2020 година. Кој е за оваа точка? 3 за. Дали некој има против? Нема, воздржани? 5 воздржани. Одиме со третата точка. Предлог решение за годишен извештај за работа на Господ на образованието 2021-2022 година за јавната општинска установа детска градинка Праскичка Росуман. Дали некој има збор за оваа точка? Павле, поведи. Благодарам. Штувам директора, само некои појаснувања, имам некои поплаки од некои родители, дали се поплаки, дали се забелешки, не знам како е, од меловите што ни ги пратите пише дека вработените се од 7 до 18 часот, мада сега не знам како ви е точно таму, дека
децата од градинката морало до 3 сата да бидат испуштени и така да некои родители се жалат дали е тоа точно и дали е тоа во ред, дали така треба да биде. Во врска со работното време, точно е, Јелдога Праскичка почнува од 6 наутро до 18 часот на попладне. Децата точно е, за време на пандемијата настана некои измени по протокол кој што ни беше даден од насоки од Министерството за труд и социјална политика. Моментално и во тоа време од 7 до 15 часот се примаат децата. Меѓутоа, никое дете не е ниту вратено ако дошло покасно или пред 7 сатот, ниту пак ако закаснале после 15 часот да си го земат. Верувате, сакале или не верувале, јас имам недостиг од кадар. Имам истите вработени, беа 3 воспитни групи, а сега се 4 воспитни групи, истиот кадар, од кои претходните 2 години јас имав неколку боледувања кои што беа подолгорочно, не добив замена за ниту една и заради тоа, например, моментално така се одвиваат работите. Меѓутоа, како што кажав, и да напоменам дека до сега немало, јас моментално, од кога сум јас, можам да зборувам за тоа време, јас имам деца згрижено во установата од сите населени места, почнувајќи од Цирково, Камендол, Манастирец, Трстеник, Росоман. Излегувам во пресрет на сите родители, одговарам на нивните повици и барања 24/7. Верувајте, моментално не можам да се организирам да биде децата да ги земаат, да ги носат од 6, а да ги земаат до 6. Со моменталниот персонал. До сега, мислам, не се случило дете да биде, јас лично сум седела со деца кои што, например, доаѓаат родителите покасно, на секоја сугестија на родителите да дојдат децата да ги донесат порано или да ги донесат покасно и да ги земат порано или покасно, позитивно има одговорен. Ви благодарам. Знам дека, например, има потреба некои родители од 6 часот да ги носат, меѓутоа со моменталниот број на вработени, верувате, не можам да одговорам. Се трудам максимално колку што можам, меѓутоа, како што кажав, јас секој месец сум со тројца, секој ден сум со тројца отсутни, вработени. Нели, никој не сакаме, не знаеме што ни носи денот. Благодарам. Благодарам, директора. Најдешни хора. Директоре, викате дека имате недостиг на кадар. Не знам дали бете ви од тие тим што имаше луѓе таму ги испуштите од работа. Или претходните ваши градоначалници или директори кои биле таму, значи имаше луѓе вработени таму ги испуштија од работа. Само сакам да одговорам на вашето прашање. Значи, јас од кога сум вработена во Јелдога Праскичка Росоман, отпуштања нема. Јас бројам вкупно 14 вработени, од кои 9 се воспитен кадар. Останатите се помошно-технички кадар. Ние имаме недостиг од воспитен кадар. Претходно, дали имало испуштање или не, јас не можам да кажам. Јас зборувам дека јас имам недостиг од воспитен кадар, од воспитувачи и негователи. И како што кажав, ќе напоменам уште еднаш, јас имам, значи, како што, овој план, и претходно кога се носел, дали бил ставан на совет или не навлегувам во тоа, меѓутоа, не значи дека Министерството одобрува вработување. Некои родители се повикуваат на други градинки од други градови, меѓутоа таму за информација има доста ангажирано и локалните самоуправи. Лица, воспитен кадар кои што ги се финансирани од локалните самоуправи.
Јас функционирам со тој персонал. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Не бара никој. Предлог решение за годишен извештај за работа на воспитно-образовната 2021-2022 година на јавната општинска установа детска градинка Праскичка Росман го ставам на гласање. Кој е за програмата? 9 за. Пенчо ми рече дека треба гласа и он. Не, Пенчо ми... така не биват ни речи, ти речи. Не, Пенчо, Сега беше тука Пенчо. Тука беше Пенчо, како не беше. сега ти рече Фрис од Джамци Фриш. Добро, 8 за, ајде. Ако рече, нека се Нека се, тука е. Што сте љубоморни, бре. Дема работа на него збием. Добро, значи со 8 за е донесена ова програма. Одиме со точка 4. Предлог за дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација во општина Росма за 2022 година врз основа на поднесени иницијативи од физички и правни лица. Сите башкачки ги ставиме на гласање, едно по едно, за да сите имаме преглед која... Прва ми е мене ДЗПТУ Центар Хаус Инвест Дуел Росман. Мислење на Комисија за иницијатива урбанистички проект за план за парцела на ГП1, ГП2, УПВМР Росман за стопански комплекс за сервисни дејности. Тоа е, значи, аеродромот. Дали некој има забелешка? Аеродромот. Не е јасно. И мене не ми е јасно. Ако некој знае нешто да објасне. Добро. Значи, оваа барање го ставам на гласање. Кој е за? Хаус Инвест до... Центар Хаус Инвест. Да. Да. Го ставам на гласање. Кој е за? 3 за. Кој е против? 3 против и воздржани 20. Тоа е тоа. Одиме со второто. Дизајн Центар инженеринг Дуел Кавадарци, мислење за Комисија за фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште. Центар инженеринг Дуел Кавадарци. Зошто идат ја да ви кажа дека Да, ама вас за помали напони. Пропустени. Имаш два страна. Ти немаш права страна. Павилионче имаш да го Не, Не имам право да страна. добро, може. Правата немаме, не сте ве. Дали некој има по оваа иницијатива нешто забелешки? Нема никој, го ставам на усвојување. Кој е за? 8 за. Не ли си за? Не, воздржам. Аха, добро, 7 за, 1 воздржан. Значи, само мора да има воздржан. И последното, трето, Друштво за трговија и транспорт и услуги Хорсе Транспорт Дуел Кавадарци. Има иницијатива. Дали некој има мислење за ова или забелешка? Кој е Јошев? Значено појаснување за граѓаните кои ги понесуваат некои дадени компании кои имаат двете фирми и заради тоа што имаат многу убава репутација, инаку Хорсе Транспорт е втора фирма на Градба Промет, така да заради тоа што репутацијата на Градба Промет е многу голема во општина Росман и не се понесува од Градба Промет, се понесува од Хорсе Транспорт, така да ние ќе гласуваме против ова. Дали некој друг има збор? Не. Јас ставам на гласање. Кој е за? Кој е против? 5, 4,
Удржан. 4 против. Не, уствари, против кој е против? 1, 2, 3. И јас 4. Воздржани? 4. Добро, добро. Уште едно барање имаш. И пето барање, финансиска помош од Донка Ѓелова. Дали некој има да даде нешто за ова барање? Значи, предлогот беше да се дадат 10.000 и го ставам на гласање кој е за. 8 за. Со оваа точка го исцрпиме дневниот ред и ја завршуваме седница на општина Росман. Ви благодарам на присуството.